Сега со празни мускули нема да има ни брзина, ни сила, ќе вежбаш малку издржува. Пушти раката, значи пробај значи повеќе со осет кај се наоѓаш тоа, значи така да размислиш малку, да се ориентираш, значи у просторот, не да гледаш како е резултатот. Значи тоа што сме го работеле, што си го порано, што било добро, тоа што ќе се работи. Значи од почетокот нозете да има ритам у нозете, напред, назад, мишење, раката полека да се движи нагоре. Првите делови, значи да видиме дека ако првите делови не се изработени, значи дека имам психичка криза или физичка криза. Значи некогаш паѓаш физички, ти шуткаат нозете, значи чим гледам дека нозете ти паѓаат, го нема тој прв, значи дел од ритамот сервата, повеќе, значи никој не е крив понатак. Разбираш? Нема тоа треба да измислиме нова серва. Значи ако може, значи мисли на ритамот на првите елементи. А другото да видиме што ќе биде. Значи нозете, ритамот на нозете, ритамот на раце да биде, значи колку што е можно по автоматски. За да може да мрднеме на другите делови да ги работиме, одлично. Ние мислиме пронацијата сама треба да се појави. Малку мислиме на главата. И видиме, значи, дали може тој колк левиот работи се. Видиме, значи, дали може таа лева страна малку да ја спречи. Ете тоа е тоа. Да ја спречиме тој дел, значи малку да бидат постегнати тие стомачни и мускули на колко, значи да не се направи таква ротација, значи тие мускули да направат држење, значи, на телото. И затоа и раката, значи кога тоа најголемите серви сервираат со таква рака, значи они прават како дури рака преку рака доаѓа таква сервата плюс, а и да нема, значи, оверотација. Оверотација, значи, е голема грешка, губење на силата и се понатак. Не е проблем, значи сега го има тој елемент, ти, значи, овие другите елементи држи ги, па од време на време, значи, јас ќе ти кажам. Значи битно е овие, значи, костурот на техниката, значи нозете, нишањето, ритамот на раците, тоа што е тоа да биде стабилно и полека, значи, ќе уфрлиме по уште еден дел плюс. Така да, значи, не е проблем и да остане ротацијата уште некое време, не е проблем. Овие другите делови малку да стабилизираат. Ти гледаш, значи, дека и самиот гледаш, јас гледам, тоа е добра серва, значи и со грешката, значи, е добра серва, значи има половина и типи сервират со грешка. Значи имаш мозок, браво. Значи раката малку друг механизам, значи не на напред да е бутање, него нагоре, кога ќе фрлиш ракетот нагоре, он заради што е заклучен на раката за телото, он само ќе го изработи. Фрли го, значи нагоре, он сам ќе изработи и надоле ќе оди после. Добро, тоа е, значи вака за нагоре отиде после. Половина од едната, половина од другата. Добро. Значи таа висина треба да сервираш у половина поле. Браво. Ти главата, мислиш ли главата? Главата ја мислиш или не? Добре, поправена е сам. Држи го само тоа. Задржи го погледот горе, од кога ќе удриш врт. Одлично. Пробај ова сега што го изработи да го задржиш некако, значи да си најдеш ритам да можеш да го користиш. Тоа е сега малку повеќе затворен став, малку слајс се сервира со повеќе затворен, разбираш? Ама тоа е добро за исправање на грешка, после ќе има и поотварање, нема га, одлично. После ќе можеш со дозирање на отварањето, после, значи, ќе можеш да наоѓаш други серви. Пушташ ли раката? Пушташ ли го? Па се браво, бате. Да станемо после само псикат.
викнеме тато тука, да те пцуе, цело време тука да стои покрај тебе, да те гледа намрштено, така ќе едно друго начин не. Ако тато не можеш да видиш, ќе најде некој друг што ќе оглуми. Јас ќе оглумам. Сака Зокија на Киевски, он е за психиката, значи нема податак. Значи, само што ќе влезе негативна енергија влегува, значи сите ги помрачува. Само што ќе влезе готово е се. Не прави со куковите, додека раката не трне нагоре. Пушти раката нагоре, телото нека биде со грб свртено на кај мене, пушти раката нека иде горе. После се само ќе се одротира како што треба. Пушти повеќе имаш горе. Колку да се сврти го рамото на кај мене, пушти раката нека иде нагоре. Ето. Бела кеса ако сакаш да продолжиш. Ако не, крај си. Не сакаш да играш? Што сакаш? Не, доволно. Доста. Кажи што сакаш? Не, доста. Кажи доста, добар си. Влечи се мајце, замисли малко ако имаш нещо вода. Викај, имаш термин, ти е поводен те терминот. Што ќе дојде, да? Сега колко е сега? Сега, значи, по 10 значи може. После на ново сега да се треките, да си изладиш и на ново да се загрее после. Што да правиш така да живееш? Малко, значи, тоа запаление го осеќаш ли тој дел, малку ти се освести ли тој дел, кога удираш со него, го осеќаш ли него дека удираш сега? Кога не удираш? Има напред, сега само да знаеш, не си фер и малку ти си кратиш малку од успехот, зашто очекуваш, значи, да има резултат од нешто што било работено, или било малку работено, или било повресно работено. Сега, значи, ти очекуваш, ти точно е, не си самиот мозок, значи тоа што го мисли, не е грешка, заради тоа што имаш уложено многу сати, многу повторување. Ама само да знаеш дека сатите и повторувањата не вредат многу, дури може да бидат и штетни, ако не се доволно правилни. Разбираш? Значи, ако не се правилни повторувањата, тогаш имаме вежбање на грешка, потенцијално, или значи, мора да измислиме некоја своја техника. Така што, ти ќе кажеш на моите тренери, значи ми џабе да зима пари или ми трошеа време, тоа е веќе са друга приказ, но сега се наоѓаме на место на кој што се наоѓаме. Има играчи што се 30 години што играат, што се наоѓаат на тоа место што се наоѓаат. Голем дел ти си добар пример, што сакаш да менуваш. Голем дел од млади играчи, што знаеш дека ќе ми кажеш тоа, значи нема процесор или нема, значи
тревожност или едноставно се плаши дека ќе изгубат дека ќе изгубат и тоа што го има. Така да знаеш дека најтешкиот дел од работата веќе ти е завршен. Сега тоа што можеме да направиме е да се молиме на Господ, значи да може мозокот тоа да го isпроцесира и да може значи да го употреби на меч. А на меч ќе биде многу тешко, зашто мечот значи е малку ти активира се старо значи од порано што си играло. А ние немаме доволно време значи да тренираме, да менуваме и да играме мечеви. Значи таа енергија немаш да играме 5 саат. И сега ние комбинираме едно и друго. Да имаме на пример сега да кажеш пола година не играм турнири, работиме значи технички, физички, едно друго трето. Не ме интересира ништо, нема што да играме, дај да направиме значи серва, ако се појавиме другата година свирам 200 на саат, разбереш? Тоа е веќе друго, ама не вреди и тоа да се изгубат тековите. Единствено што сакаме ти кажеме дека мечевите и мечевите и другите мечеви што се, значи мора да ги играме како вежба и како поен, како обид за запознавање на противници, запознавање на техника на противникот, запознавање на своја техника, на примена и адаптација на своја техника, на уочување на своји грешки на кои што може да работиме, што ќе работиме промена на техника ако треба или подобрување, повеќе вежбање на некои елементи. Например, тие елементи што се у средина на теренот. Зашто ќе се нервираш на тоа кога гледаш дека 3 од 10 погаѓаме преку мрежа. Значи прво треба да почнеме да гаѓаме, значи да ги префрламе преку мрежа и да пиеме позади, значи пасови, да добереш. Прво тоа треба да го направиме, па после значи да дојдеме ќе дојдеме до винери или пласирано па позади него, па слайса и дропови. Значи мозокот значи не е научен на тоа. А и нормално немало време, сега немало време, може имало време, ама тренерите работеле на нешто што мислеле дека е побитно. Ова е, ќе кажеш се дешава 3-4 пати у мечот, така? Некој, например, ако те намириса, ќе ти игра 15 пати у мечот. Намерно ќе ти ги дава така да се уништиш сам себе, разбираш? Дури ќе ти пушта, значи, јас ти ја знам, значи, играта, ја да ти играм на својата слабост, ќе те уништам, ќе ти фрлам 3-4 топки, од тие 3-4 една да промашиш, значи ќе ти се уништи целата игра. Разбираш? Значи мора да го вежбаме, малку да ги зголемиме тие проценти. И самата техничка поставка на тој удар не е лоша, малку треба, ти немаш многу толку нозе, значи треба ситни чекори за така нешто, разбираш, немаш баш нозе за тие, ти имаш подолги чекори, за подолги чекори треба малку да се најде некоја друга техника. Значи тоа што го вежбаме ние од задна нога повеќе ќе одговара, или ако теоретски значи можеш да пробаш со континентален денеска што тоа ќе вежбаме секој ден на загревањето. Со континентален да пробаш значи да пласираш дроп или пласирана, или у него, или било што, значи, малку да го способиш, значи, тој континентален грип, ќе ти треба, значи, да можеш да играш со него. Се некој ќе ти даде ептен таква висока, промашиш, ќе ги вежбаме и тие, значи, да ги поентираме тие што се најлесните се, значи, кои се високи и на 2 метра од мрежа. Ќе почнеме од полесните, тие се најлесни. И од рака, значи, Зоки што се љути од рака, од рака, значи, на 2 метра од мрежа. Така се добива, значи, тајминг и така се добива доверба. Ова што го вежбавме, значи е малку повисоко ниво, гледаш дека е штетна дури. Значи повеќе се изнервиран и фрустриран. Не си на тоа ниво. Значи треба малку значи да се прилагодиме, не си крив. Толку било вежбано и толку си го вежбал на тренингот 5-6 пати, од 5-6 пати ќе погодиш еднаш 2 пати, браво, идемо дале, на мечот ќе се погоди еднаш 2 пати и тоа е тоа. Ама може тие да се меч топки, тие се, значи најжално е у тие мечеви, јас што ги гледав дека голем број на поени ти ја правиш предноста, ја добиваш таа топка. Ние играме за да добиеме таа топка, за да го играме поенот, разбираш. Ти ја добиваш, значи ја добиваш предноста, ја добиваш таа топка, а не ја користиш доволно добро. Така што да знаеш дека тоа е полесниот дел. Потешкиот дел е значи да земеш да ретернираш и да сервираш, да направиш предност. Така што ти се нервираш, ти ќе кажеш ама многу пати имам вежбано. Колку сакаш да кажеш да имаме вежбана, не било тоа успешна вежба. Гледаш дека и на тренингот сервирам од доле, значи 50% значи е го најдобар случај. Тоа треба да биде 80%. У под притисок момент што се.
сакам да ти кажам дека има напредок, кога ти доаѓа фрустрација да се нервираш и да плачеш, тоа може да си го кажеш дека и покрај се, дека има значи голем напредок, малку невообичаен и надпросечен напредок. За толку малку време никој да знаеш дека не очекував така нешто како си бил. Не ти го кажам тоа, не ти ги зимам парите, разбираш? Да. Зимам парите, не ги зарадам. Битно е сега тие елементи на што се обидуваме да ги поправиме и да пробаш да ги применуваш без да очекуваме некоја голем напредок по прецизноста, иако има напредок повеќе од очекуваното, малку да ги навежбаме елементите, они да бидат добри, да остави малку време повеќе, значи за да дојде значи подобар резултат, да дојде серва 60% на пример прва серва, да не мора да мислиш. Значи, ако сакаш ќе броиме, значи процент на прва серва, ќе ти бројам да видиш значи каква е процент. Јас сум повеќе да знаеш да сервираме, да можеш да ги сервираш сите принципи на серва. Еден принцип е Федерер, спинови, сите можни спинови со мала брзина. Значи да можеш појачена прва серва, појачена втора серва, ама у сите можни позиции, линии, води и длабочини и места. Значи тоа е еден принцип, а втор принцип е значи јака прва серва што буши низ играчите. Макар што у денешно време се појавија ретернистите, чекаат многу назад и ги уништија сервирите што сервираат 220, 230. Гледа го Перикард, гледа го вие што се, не може да тепат едно кого не може да поменат. Значи тие што порано имаше многу такви играчи, испаѓа дека денешните играчи се најдобрите сервири се комбинација на тие што сервираат низ, со тие што може да сервираат значи Джокович не говори говориме за прецизно сервирање 190 линија. Джокович да може да сервира 230, он би сервирал, ама не може. Тоа е реално е тоа. Малку има нешто што не е искористено, малку нозете има малку грешка и тоа е максимум, од 215 тоа е максимум. Ама не е. Те гледам значи како го сервираш слайсот, значи дека имаш осет, најголем дел од играчите тие што ги видел, што ги играл, не верам дека еден може да сервира таков слайс. Не верам на турнирите дека се видел, освен левораките, не верам дека се видел еден таков слайс. Ти можеш дека сега да го сервираш. Gostas de musicar?
на Софија, не знам дали ќе одам. Викам на Софија, не знам дали ќе одам. Намерата држи така малку те дисциплинираат малку. Луѓето се добри, знаеш зашо? Не се многу добри, него се нужно зло, зашо генерално значи зависи ако играш како играш и ако не играш како не играш. Ако играш и играш со фрустрација и со изгорен за победа, поени, срам, очекувања, стрес, тага, очајание, значи тоа е штетно. Ако играш со учење, менаџирање на стрес, малку се дрмаш, малку се бориш, па свиркаш, па се нервираш, па пробуваш едно, друго, трето, не се откажеш да ги испуцуваш така топките да мечат, значи да пробаш сега. Тие околности, значи да се обидеш, значи да растеш на нив, да ти станат нормални како тука која си, тоа е добро. Исто ако не играш. Ако не играш, по друга страна собираш додатен страф од надпреварување, да се плашиш и понатака да играш, ако ќе ти спомнат меч, не кеш да играш, тогаш значи тоа не е добро. А од друга страна, ако тренираш како Загар, играш со Ването, со Иван, со мене, со Драган, со Јанакиевски, сите наредиш тука, тап-тап, со послаби ги тепаш. Со појаки губиш, се печеш, кружаш рака, веднеш глава, учиш, снимаш, прашуваш, се гледаш сам себе, гледаш други играчи, поправаш, напредуваш, гледаш значи кај ти е грешката, и ако се изнервираш да знаеш, значи после тоа се враќаш, тоа е добар начин на неиграње на турнири, ме разбираш? И кога ќе играш, значи кога ќе те убациме така, ќе бидеш значи подобар од нив кои што најголем дел играат штетно играат. Таму се плаче, таму се нервира и тие што ќе победат, да знаеш дека и на нив не им е многу добро. Разбираш? Зашто они родителите само им викаат среќни и радосни кога ќе победат, после тоа пак поголемо очекување, па мора да победиш. Еднаш ако го освоиш, мора цело време да го освоиш. Сакам да кажам дека да те убациме така одеднаш малку ослободен од таа шема, може да играш и подобро. Ја таа момичката што вика Ана Локет се појавила одеднашка на 13 години, пап сите ги тепа. Таа што изгуби што ја гледавме. Има многу такви играчи што се појавиле. Венус сестрите, таткото намерно не ги пуштат да играат. Не зашо? Зашто они се дружат меѓу себе, истите мисли, истите очекувања, истите расположение, малку стануваат сите исти играчи. Дори кога ќе оставиш како куче врзано на ланет, кога ќе опуштиш него, он веќе не припаѓа тука, на овие сите се смеат, се играат, истите реакции ги имаш. Кај ајде, напред, изборовите им се копирани. Кога ќе пуштиш овој Загар од планината пуштен, сите ќе ги среди, разбереш, си оје дома иде јаде ќофте. Разбереш? Еде, да знаеш дека има и таков систем. У денешно време родителите и тренерите, играчите, они се избираат како сакаат да бидат. Сакам да ти кажем дека има добитна комбинација за се, а има и лузерска комбинација за се.
ще тоа. Тоа е Passat, значи така работи Не, Passat. не, таа е сладко. Таа не е нешто. А тоа нели е Passat? Да, мислам, Голф ли? Ако нешто те боли од фитнес, што направи таму?